Се јавуваме од слободната едукативна територија Белица 5.0, прва од ваков вид во Македонија и светот. За да изградиме просперитетна и здрава заедница, неопходна е основна финансиска писменост на населението. За таа цел, и оваа година во Беличкиот едукативен центар и онлайн, се одржа втората летна школа Македонија 5.0 во организација на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство од Скопје и Сдруженијето за развој на село Белица. Народот во Македонија е запознаен добро дека приватните банки заработуваат огромни профити, но не знаат точно како и од каде доаѓаат тие милионски профити. Минатата недела тоа беше објаснето на финалниот ден од летната школа Македонија 5.0. Профитите на приватните банки доаѓаат од привилегијата да создаваат пари од ништо и за тоа да наплаќаат камата. Во последните 15 години банките од таа привилегија или субвенција која им ја дала државата заработиле 500 милиони евра. Таа скриена субвенција на државата и предизвикала индиректно штета поголема од 1 милијарда евра. Овие профити се заслуга на долговниот банкарски систем кој е инсталиран во Македонија според податоците од 2003 година. Овој систем го имаат поголемиот број западни земји. Тој е добар за нив, но не и за новите членки кои поради овој систем страдаат од инфлација, односно намалување на куповната моќ на парите. За да не се примети инфлацијата, тие координирано ја зголемуваат количината на пари. Тоа може да се види на сликата каде количината на долговни пари долари и евра и денари се зголемува со исто темпо. Од 1980 година количината на долари и евра е зголемена за околу 13 пати, додека количината на денари од 2003 година е зголемена за 7 пати. Како заклучок може да се каже дека приватизираните пари се причина за инфлацијата и за тековната економско-општествена состојба во државата. За повеќе информации може да го посетите YouTube каналот на летната школа Македонија 5.0 и веб страницата еднапара.org. За време на настанот беше и промовиран првиот мини транспортен дрон од Беличката беспилотна ескадрила. Во деновите после школата дел од представниците на Сдруженијето за развој на село Белица завршија успешно обука за управување со беспилотни летала. Транспортниот дрон доби и свое име – Белички Сокол. Прогноза за времето. Денеска ќе биде сончев ден, идеален за активности на отворено. Температурата ќе се движи од 10 до 27 степени. Утре времето ќе биде облачно со мало опаѓање на температурата која ќе се движи помеѓу 8 и 24 степени. Во среда се очекува повторно убав и сончев ден со температура од 8 степени до 28 степени. Ви благодариме за вниманието. Ви посакуваме пријатен и убав ден од слободната територија Белица 5.0.